Изградбата на водоводот како последен услов за технички прием на манастирскиот комплекс Трескавец генерално веќе е завршена. После кражбата од пред 7 месеци на дел од веќе поставената надворешна водоводна инсталација, Прилепски водовод успеа да ја надомести предизвиканата штета во висина од околу 10.000 евра и водата пак да ја донесе до зидините од манастирот. Сега на потек е манастирската управа за внатрешно доинсталирање на мрежата, уверуваат од ЈКП водовод и канализација. Повторно, пред 2 недели го вративме водоводот во првобитна состојба, тоа значи сето што беше уредно пријавено во полиција, се што беше украдено, повторно со помош на средства од општината, водовод и едно приватно предпријатие кое што не можам да јавно да го кажам, помогна и повторно резерварите се полни, останува таму сега на манастирот делот што не му е внатрешно среден со проект отец Никодин, така ми кажа дека сега внатрешно ќе се досреди водоводната линија и ќе биде ставен во функција. Значи од наша страна е целосно завршен проектот. Меѓутоа, според старешината на манастирот отец Никодим, за жал работата воопшто не била толку едноставна, зашто манастирот има некој вид забрана од Прилепскиот завод и музеј, односно од Министерството за култура, за да преземе било какви активности за партерно уредување на просторот, а што би ја опфатило и водоводната линија во дворот од манастирот. Заради конзервацијата на манастирската црква, која е вредно културно-историско наследство, а која трае веќе со години и која сигурно ќе трае уште многу години, ние не смееме ништо да чепкаме. Друг проблем е и пречистителната станица, која според нашите сознанија не ги задоволува предвидените стандарди, ни изјави за Алфа отец Никодим. Манастирот Трескавец датира од 13 век и е дел од националното културно наследство. Во февруари 2013 година беше зафатен од силен пожар кој дотемил ги пеплоса конаците. Огнената стихија ја одмина само манастирската црква, успение на Пресвета Богородица, а која предходно, на очиглед на сите, со децении се распаѓаше. После пожарот, напоредно со возобновувањето на конаците, се пристапи и кон нејзината конзервација, а чие завршување и понатаму останува неизвестно.